Стрелајте кучиња, но нашата идеја нема да умре. Овие трогателни зборови, додека и гледал на смртта во очи, ги изговорил еден од 12 стрелани младинци од Ваташа во виорот на Ноб. Моментот што точно по 77 години од овој фашистички злостор, некој се обидува да ја осквернави нивната саможртва, дадена за слободата на својата Македонија, не однесе пред паметникот на младинците скоевци, подигнат во нивна чест уште во далечната 1961 година. Тивко е денеска овде пред споменикот на 12 младинци од Ваташа, кои што на 16 јуни 1943 година биле убиени на зверски начин од бугарскиот фашистички окупатор. Овој споменик зад мене е сведоштво за тоа тешко и болно време за македонскиот народ. Актуелните политички обиди да се искриви историјата и премногу ги вознемирува и револтира ваташани. Тие немаат никакви дилеми за тоа кои биле оние што од тогашната селска Меана, каде 12 младинци ги воделе своите младешки разговори, ги собрал и ги однел директно на стрелање. Велат, тоа не се заборава. Дилемата нема. Се знае кој се бугарскиот окупатор за време на Втората светска војна. По окупирањето на Македонија. Администратори не биле, немни да бидат. Може да извртате историјата, ама сесите дојде на своето место. И да ги остават коските на децата да мируват и да не му креват сафра на роднините нивни и на нашите дедовци што се. А бугарите се фашисти, нема од тоа они што да се бранат. Тоа било порано и треба да си го признаат. А нашите доста виткања кичма веќе. Доста веќе, доста. Ја таму всичко има да ги нато. Играш има таков. И како ги отепале, од дома иземале, ги однесиле у кафењето. Таму ги мечеле, па гори ги однесиле. И си криеле у шумата. И после, еден по еден, ги пукале вони. Како? Ме тешко, како не ме тешко. Дедо ми кажуваше кога оделе тој со аргати, он 17 аргати, на 12 се истапале и му рекле застани малку. А му рекле да слика децата. Да. Од друга страна, како сликање ги тепати, тие што не умреле, после отепање на реката со носи избодени. И додека за овој грозоморен чин, како нем сведок во селото, се уште сведочи кафеаната 12 другари, на која си постои спомен плочата за тоа кој го извршил крвавиот масакар, а на кеот од селската река со големи црвени букви е испишано дека крвописе и Ваташа, на споменикот во местноста Моклиште, освен датумот на стрелањето и имињата на стреланите, стои запишано и смртта стана немојкна пред нашата младост исправена, пред очите наши загледани, уште тоа утро во иднината. Но нема никаков друг пишан податок за тоа кои биле извршителите. Убиените скоевци, чиј млад живот завршил токму овде, во Моклиште, во местноста викана Чаир, и чии имиња се запишани токму на оваа плоча, сите биле млади. Најмладиот имал 15 години, а додека најстариот само 27. Инаку спомен паркот се простира на површина од 7 хектари и во него се посадени 12 јавори како символи за стреланите младинци. Низ годините споменикот на неколку пати бил сквернавен, па така денес на местото каде што некогаш постоел бакарен релјеф има само железни чингели.